Имаш искуство со имаш една интересна анегдота со навивачите на Ирска кои што биле во Иран, ако не се лажам, беше приказната, да. Тоа беше во оној бараж кога ирците загубија од нас, па потоа мораше да одиграат бараж за пласман на големото надпреварување. Како одеше приказната? Беше поврзана со виното, во виното е вистината. Така. Тогаш кога испадна ирциве од директно пласман, отидов во бараж и се падна со азијскиот представник да играат, а тоа беше репрезентација на Иран. Првиот надпревар во Ирска заврши 3:0 за ирциве и после кога требаше реваншот за се игра таму, иранците се размислуваат дали да дозволат да дојдат навивачи, оти знаат дека британските таму навивачи од островот се малце проблематични кои ќе се напијат. Меѓутоа они рекоа, окей, ќе ги пуштиме затоа што сепак нема кај да пијат кај нас. Алкохолот е строго забранет во Иран, така да ќе биде се окей кога не е пијан навивач, нема да прави проблеми. Ги пуштиме, мислам, околу 200 навивачи дојдат таму и на денот на утакмица идат на надпревар 200 пијани ирци, разголени горе, навиваат, се чудат иранците од каде, ај што ќе ги казнуваат, него од кај се напија. Ирците ти отишле во католичка црква, вино за причест, настои подруми, све испиле. Резервите за 2 години. Тој што сака да пие ќе си најде, како и кај да е.